Најново издание на регионалните вести. Граѓаните на Тетово повторно се соочуваат со прекини во водоснабдувањето. Иако издашноста на изворите од кои градот се снабдува со вода за пиење задоволува. Вода недостасува во текот на денот поради честите дефекти во градската водоводна мрежа, велат од ЈКП Тетово. Граѓаните на Тетово повторно се соочуваат со прекини во водоснабдувањето. Некои велат дека вода во одредени денови немаат во текот на целиот ден. Зачудени се како е можно да нема вода и покрај новиот водовод и нивото на издашност на изворите, кога во овој период од годината е на задоволително ниво. Никако. Вода нема, не знаеме зошто причините. Од кај сте ви? Од Тетово. Каде живеете? У Стамбена. Немате вода? Нема. Цел ден немате? Скоро цел ден нема. Како се снаđате со вода? Па се снаđamo, полнимо шишиња, кога и како ќе дојде, ноќум. Тоа е. Да има притисок 40 бала и како иде тоа на притисокот, го нема тоа. Едино сите со хидрофори се такви работи. Што ќе правиме? Помоќу хидрофори, инако не би имало доволно вода. Значи не е вред. Па би сакале да има што хидрофор, правиме хидрофорот, го менјаваме на периоди која ќе се расипе и свет не кошта тоа многу повеќе, например. Кога би имало нормално вода, све би било вред тогаш, не би трошковите би биле помали. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека издашноста на изворите ги задоволуваат потребите на граѓаните. Изнесуваат околу 370 литри вода во секунда. Проблемот според директорот на предпријатието Џелјал Цека лежи во постојаните дефекти кои се случуваат во градската водоводна мрежа, која е стара и дотраена. Нормално сега имаме повеќе дефекти поради на кубикажите на вода. Сега за момент значи има 370 до 40 литра на секунд, што значи е доволно за градот и нормално сега во мај ќе имаме повеќе дефекти поради значи сигурно литражите ќе стига до над 500 литра на секунд и нормално значи поради старите цевки што го имаме ние во град, значи ќе имаме повеќе дефекти. Градската водоводна мрежа е стара повеќе од половина век, но досега од општина Тетово немаат никакви најави, планови и проекти за нејзина реконструкција. Контейнерите во одредени населби во Тетово се преполни со смет. Тетовци се жалат на неажурност на комуналното предпријатие, а од ЈКП Тетово велат дека овој месец граѓаните фрлиле за околу 100 тони смет повеќе од претходните месеци. Преполни контењери и расфрлан смет наоколу е сликата која може да се види во одредени делови од Тетово. Пред православните гробишта се уште има купишта отпад, а мини депони околу корпите за отпадоци има во неколку населби во градот. Тетовци се жалат на неажурност на комуналното предпријатие и на општа нехигиена на јавните површини. Хигиената го гледате сами како е. Ево, сликете од сите страни за никаде. Овој патот од ова страна 100 години седи така. Сега почнале тамо долу кај Седра да работат. Па како да ви кажем, не е баш најдобро. Густа населба, прљаво. Прљавштина е... Капите се собира доволно? Не, мада не сум ја од Тетово од село, али секаде има. Екологија е... Ево, гледате како е, изгледа. Катастрофално. Самите можете да видите. Самите можете да видите, контейнери не пуни со смеќе, видите, самите светите камера ќе видите. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека овој месец граѓаните фрлиле за околу 100 тони смет повеќе од претходните месеци. Нивните екипи редовно ги празнат контењерите во текот на ноќта, но со оглед на се поголемата количина на ѓубре, подготвени се да почнат со празнење на корпите за отпадоци 2 пати на ден. На јануари, февруари, март, значи имаме 150 до 170 тон на ден, значи сега во април, мај, значи ние одиме до 270 тона повеќе ѓубре. И второто, значи земјна ѓубре ќе оди, значи повеќе во месец јуни август. Тога стигаме на 280 до 300 тона на ден. Нормално, значи, по земјна ѓубре, значи, имаме повеќе ѓубре во град,
И нормално, значи и нашиот ангажман, значи секој ден, значи одиме на работа. Ние планираме, значи, сме почнем, значи, рајоните во главните улици, во булевард да ги земеме не само во трета смена, значи, ние одиме сега по 2 пати на ден. Значи, нашиот камера и вие ско гледа, значи, излезе во 15 часов, значи, го сел и нормално во третата смена од 24 сати, значи, во еден начин, значи, ги пројде целот, значи, булевардите во главните улици во градот. Делумно решение за проблемот со сметот во Тетово е поставување на подземни контењери. Ваквите садови би собирале многу повеќе отпад и би било идеално решение за да не се расфрла отпадот наоколу од кучиња скитници, а исто така ќе се исклучи и можноста за ширење на непријатна миризба. Но како што изјави директорот ЦЕКА, идејата за поставување на подземни контењери најверојатно нема да се реализира уште неколку години. Од полицијата известуваат за 2 тешки кражби. Во првата одземени делови од трансформатор, во втората акумулатор и нафта. 58 годишен гостиварец вчера пријавил тешка кражба на делови од трансформатор во местноста Врбенски манастир, собственост на јавна установа, која се случила во периодот помеѓу 12 и 17 овој месец. Според информациите на СВР Тетово, засега непознати сторители најпрво се искачиле на столбот висок 5 метри, на кој бил поставен трансформаторот, го демонтирале, го спуштиле на земја, го извадиле капакот и одзеле повеќе бакарни елементи, а потоа незабележани од никого го напуштиле местото. Извршене увити се работи на откривање на сторителите и на утврдување на вкупната материјална штета и имотна корист, со која противправно се стекнале. Вчера исто така кражба пријавил и 56 годишен тетовец, вработен во фирма за одржување на базните станици на компанија. Во полициското оделение Групчин кажал дека во периодот од ноември минатата до 17 април оваа година засега непознати сторители извршиле тешка кражба во базната станица на Тетовско Седларево. Откако насилно го оштетиле контејнерот на базната станица, одзеле акумулатори 150 литри нафта, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист од 15.000 денари, додека причинетата материјална штета се проценува на 25.000 денари. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите, информираат од СВР Тетово. Полицијата синоќа извршила акцијска контрола во угостителски објект во гостиварското село Форино, каде биле затекнати 6 женски лица, ангажирани како танчерки. Едната од нив, државјанка на Албанија, го злоупотребила туристичкиот престој. 6 девојки биле приведени во полициската станица во Гостивар по контрола во угостителски објект во гостиварското село Форино. Според информациите од полицијата, акцијската контрола била спроведена вчера вечер во периодот од 23 до 24 часот во локал во Форино, собственост на РБ од селото Добридол. При контролата во објектот биле затекнати 6 женски лица, кои биле ангажирани како танчерки, од кои една девојка од Република Албанија и 5 од нашата земја. Секторот за внатрешни работи соопшти дека сите 6 биле приведени во полициската станица Гостивар, а потоа 5 од Македонија биле пуштени. Албанската државјанка ЕТ на возраст од 27 години била задржана поради злоупотреба на туристичкиот престој и нелегално работење. Девојката потоа била предадена на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци за натамошна постапка. Се проширува изборот на местата каде што тетовци можат да купуваат месо и сувомесни производи. Од денес започна со работа месарницата Мечка во близина на Зелениот пазар во Тетово. На иста локација како пред многу години со нов изглед. Еснавското име месарница Мечка од денес повторно достапно за тетовци. Стариот добар квалитет и понатаму е најголемата карактеристика на производите кои ги нуди оваа месарница. Работата на месарницата младиот собственик ја продолжува како традиција и наследство од својот татко.
Приказната наместарница Мечка започнува под овогодишната традиција од мојот татко, што на истава локација пред многу години имавме месарница, сега ја продолжувам истата традиција на истото место, само во Ново Руво. На Тетовци имаме да им понудиме свежо месо, јунешко, пилешко, свинско, суомеснати производи, млечни производи од кашкавали, сирења. Месарница Мечка се наоѓа спроти пензионерскиот дом во градот во близина на Зелениот пазар. Ќе работи секој ден од 8 до 19 часот и во недела до 12 часот. Еврокомесарот Јоханес Хан на премиерот Зоран Заев му го предаде извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во евроинтегративниот процес, при што рече, земјата се врати на европскиот пат, подолгиот пат и искушенијата со политичка криза. Тој исто така рече дека препораката е заслужена и дека членките на Европската Унија го признале сработеното. На земјата сега и останува да ги спроведе реформите, вели еврокомесарот. Зоран Заев пак вели дека владата продолжува со реформите за во јуни да добие датум за преговори. Ние сме подготвени за нов чекор напред. Чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија за сите нас е силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Одлуката за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија на самитот на министри во јуни е нашата следна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Моментумот на реформите треба да продолжи, особено во важни теми, како што е подобрување на независноста на судството. Промената не е само во однос на подобрување на легислативата, туку и имплементација. Значи, солидна имплементација што е важна за бенефитите на земјата и за граѓаните. Мислам дека постои една одлична програма и мислам дека по планот на владата 369 вие сте направиле многу во поглед на усвојувањето на неопходното законодавство, но сега треба да се имплементира се тоа. Мислам дека дури е многу поважно да имате добрососедски односи со вашите најблиски соседи, бидејќи тоа е како да живеете заедно и важно е да имате добри односи со вашите соседи. Извештајот е позитивен, безусловен, со препорака за определување датум за почнување преговори за членство во Европската Унија. Ова е достигнување на сите во Република Македонија, а посебно на граѓаните кои стрпливо дадоа поддршка на сите напори, кои беа преземени од политичките партии, собранието и владата, истакна председателот на парламентот Талат Џафери по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан. Џафери потенцираше дека во следните 2 до 3 месеци ќе треба да се реализира практична примена на реформскиот пакет закони и до самитот на Европската Унија во мај во Софија и следниот во јуни, да може да се дојде до определување на датум за почеток на преговори. Ово е добар почеток во враќањето во европската агенда, но во следниве 2 до 3 месеци предстојат и практичните примени и имплементација на оно што е реформскиот пакет на закони и до самитот на Европска Унија во мај во Софија и во јуни на самитот значи на Европската Унија да може да се определи оно што го очекуваме и да ни го одредат датумот за почеток на предпристапните преговори. Околу 30 демонстранти се приведени во ерменскиот главен град Ереван за време на протестите против поранешниот председател Серж Сарксјан. Демонстрантите се приведени затоа што го блокираа сообраќајот. Ерменската опозиција го обвинува поранешниот председател дека го сменил политичкиот систем на државата за да остане на власт, истакнувајќи дека го сменил уставот во 2015 година. Со измените премиерот ја презема извршната власт наместо председателот.
Американскиот председател Доналд Трамп потврди дека директорот на ЦИА Мак Помпео се сретнал со лидерот на Северна Кореја, Ким Джонг Ун, минатата недела и посочи дека во тек се плановите за одржување на самит. Средбата на Помпео со Джонг Ун во Северна Кореја помина мазно и се формираа добри односи. Деталите за самитот се разработуваат. Денуклеаризацијата ќе биде одлична работа за светот, но и за Северна Кореја, напиша Трамп на Твитер. Авион на американската компанија Southwest Airlines на летот Њујорк за Далас принудно слета синоќа на аеродром во Филаделфија, откако му експлодирал мотор, а деловите оштетиле прозорци, при што загина една патничка. Во инцидентот се повредени 7 луѓе. Жртвата била висока представничка на банка Велс Фарго и мајка на 2 деца, од градот Албакерки од Њу Мексико. Во авионот Боинг 737 имало 143 патници и 5 члена на екипажот. Кубанскиот председател Раул Кастро утре и ја предава власта на новата генерација, со што завршува ерата на владењето на браќата Фидел и Раул Кастро за период од речиси 60 години. Парламентот кој одржува седница утре, четврток, треба да избере нов председател, со што Куба влегува во нова ера. Иако властите не го потврдија ова официјално, кружат приказни дека Кастро ќе биде наследен од подпредседателот на владата, Мигел Диас Канел. Дискретно се искачи на скалата на моќта, станувајќи десна рака на Кастро во 2013 година, па се оценува дека е природно тој да стане негов наследник, оцени агенцијата Франс Прес. Поранешната прва дама на Соединетите Американски држави Барбара Буш почина на 92 годишна возраст, соопшти канцеларијата на незиниот сопруг, поранешниот председател на САД Џорџ Буш. Тие беа во брак 73 години, а господја Буш беше една од двете први дами на САД, која беше мајка на председателот Џорџ Буш помладиот. Другата беше Ебигел Адамс, сопруга на Џон Адамс и мајка на Џон Квинс Адамс. Научниците случајно создадоа ензим мутант што го јаде пластичниот отпад. Ензимот беше создаден во Јапонија. Скриен во почвата на место каде што се рециклира пластиката, истражувачите откопале микроорганизам што еволуирал до степен да ги јаде шишињата, кои доминираат во неговото обкружување откако ќе ги фрлиме. Откритието беше објавено во 2016 година и научниците од тогаш имаат напредок. Истражувајќи како јапонската бактерија ја разградува пластиката, тие случајно создале ензим мутант, што ја надминува природната бактерија. Понатамошните мали промени можат да понудат витално решение на големиот проблем што човештвото го има со пластиката. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Попладне со краткотраен локален дожд и појава на грмежи. Дуваше умерен повремено засилен северен ветер. Утринските температури се движе од 9 до 13, а дневните од 14 до 21 степен. Утре не очекува променливо облачно време со повремен дожд и ретки грмежи. Попладне ќе дува умерен ветер од северен правец. Утринските температури ќе се движат од 8 до 12, а дневните од 15 до 22 степени. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.